Ова е народ загрижен за својата иднина, за Македонија. Денес не имам многу. Широк сокак е препон со граѓани кои го искажуваат својот револт, отпор кон ова ненародна власт, а здисана власт која е синоним за криминал и корупција. Битолчани денес се исправени, исто како во изминатите 30 дена. И покажаат дека не се плашат од ништо, дека никакви закани, уцени, притисоци не можат да ги поколебаат да дојдат по своето, по највредното, по слободата и демократијата. Над 22.000 битолчани не обврзаа да го чуваме Уставот и законите во Република Македонија, да го пазиме секој чекор на оваа влада, да го пазиме секој потек на Груевски како и троши нашите пари, народните пари, да гласаме закони во интерес на граѓаните, а не во интерес на вахрушката на ВМРО ДПМН. На 24 декември Груевски за пари ја згази демократијата и го покажа вистинското лице. Го скршија Уставот и законите, ги тепаа новинарите и пратениците. Затоа сме низ улиците во Македонија, за да испратиме силна порака дека народот е тука, а не со Груевски. Народот зема власт, народот дава власт. Почитувани, вчера го гледам Груевски како им држи предавања на нивните кандидати за градоначалници, како ги советува да ветувале толку колку што навистина можеле да реализира. Истиот тој Груевски, што пред неколку години вети 8 милиарди евра инвестиции во Република Македонија. Во нивните програми ветија железничка пруга до Грција, ветија топлификација за Битола, ветија затворен базен. Тој истиот што 7 години заедно со ВМРО ДПМН ја заборавија Битола. А знаете кој највнимателно го слушаше и сееше во првиот ред? Талевски. Истиот тој што ветуваше катни гаражи, подземна гаража и нов плоштад, пречистителна станица во Битола, го ветуваше киното Манаки, ветуваше модерни сообраќајници и што уште не. Двајцата ем ветуваат, ем ништо не прават. Ама нешто друго направија. Ги задолжија Битола и битолчани на сите страни. Во училиштата нема парно. Граѓаните на Битола плаќаат по високи сметки. Ако Груевски е така како што викаш во твоите анкети, и ако ние тука во Битола сме биле раскарани, и ако сметаш дека Талевски ќе победи, и ако со Лилјана Кузмановска и Михајло Джолонга кои немаат поддржано ни еден амандман за Битола, со нив сметаш дека ќе победиш на парламентарни избори, пробај не. Распиши ги и парламентарните и локалните. Биди еднаш маж, па да видиш како ќе поминеш, како бос по трња. Почитувани, во Битола тешко се живее. Тешко живеат и младите и старите. Битола со ова ненародна власт е слепо црево во Република Македонија. Град во кој повеќе луѓе заминуваат наместо да се враќаат. Град во кој, ако не си член на ДПМН, си граѓанин од втор ред.
распродаваат се што има општинско, како да дошол крајот на светот. Сега гледам му се намерачили ни офицерскиот дом, нема да ви помине. Се тепате, се карате меѓу вас само за функции. Освен тендерите и провизиите, ништо друго не ве интересира. Во изминатите 8 години потрошивте 200 милиони евра, наши народни пари. Отчет не дадовте. Ветивте, излаживте, украдивте, оставивте пустош позади вас. Така повеќе не може. Ние го избравме нашиот пат. Назад враќање нема. Битола е спремна. Спремна е да му испорача сметката и на Груевски и на Талевски. Нивното време заврши. Груевски и Талевски битолчани ви порачуваат. Ви дојде крајот. Готови сте. Доста е. Ви благодарам.